место каде што психологијата и поезијата се среќаваат, а за останатото прочитајте во описот на самиот канал. Живееме во време на изместени вредности, време кога сакаме се овде, веднаш и сега. Време кога брзината е поважна од процесот, време кога нештото мора да се поправи веднаш. И не зборувам само за меѓучовечки односи, туку зборувам за телото. Затоа што денес телото многумина го гледаат како проект, а не го гледаат како дом. Го гледаат како нешто кое што мора да се поправи, унапреди, коригира. И сакам денес да зборуваме за тоа од психолошка перспектива, без осуда, но со искреност. Пред некој ден гледав едно видео од една млада девојка која јавно, смирено, самоуверено си ги кажуваше со датуми закажаните естетски корекции. И додека ја слушав, во главата ми се појавија две слики. Едната слика беше на редица луѓе кои што чекаат операција поради здравствени причини, а другата слика е сликата на една млада девојка која верува дека нејзиното тело не е доволно убаво за да биде вредно. И тука не можев а да не се запрашам, што стои позади оваа потреба. Во психологијата, потребата од прекумерното разубавување ретко доаѓа од љубовта кон себе. Таа доаѓа често од други причини, како например ниска самодоверба, потребата да се биде прифатен од другите, од мислата не сум доволно добар, не сум доволно добра ваква каква што сум, страф од одбивање, потреба за надворешна потврда и така натаму. Кога некој вели, само да го променам ова и ќе бидам среќна или среќен, тогаш тоа не е само естетска желба, тоа е емоционална надеж. Потреба од задоволување на некоја внатрешна, незадоволена потреба. Но тука е проблемот. Ако коренот е психолошки, тогаш ножот не го решава. Тој само ја замаскирува или ја одложува средбата со внатрешната празнина. Денес младите не растат споредувајќи се со нивните другарчиња на училиште. Тие се споредуваат со филтери, споредувајќи се со нечиј приказ на социјалните мрежи. Морам да напоменам дека Инстаграмот не е реалност. Комотно можам да кажам дека тоа е внимателно режирана сцена. Маркетиншка сцена или еднаква на бизнис. И кога мозокот секојдневно прима сигнали, односно знаци, дека телото мора да биде совршено, измазнето, лицето да биде без брчки, кожата да биде мазна, дека телото мора да биде без мана, дека старењето е пораст и така натаму. Тука може да се набројат многу примери. Тогаш лицето во огледало почнува да се гледа како проблем. И тука психолошки ова е многу опасно. Ова сакам да стигне до младата генерација. Мозолчињата се нормални. Телесните промени се исто така нормални. Гласот кој што мутира и останатите промени се дел од растењето. Ако тоа не им го каже некој нежно на младите, тогаш тоа ќе им го каже интернетот, но не на нежен начин. Додека кај повозрасните жени често пати тука доаѓа стравот од старењето и губењето на нивната вредност. Општеството испреќа порака дека жената вреди додека е млада и посакувана. И многу жени го интернализираат тоа. Но вредноста не исчезнува со брчките. Истото е и со фитнес програмите, фитнес индустријата. Многумина од нив не продаваат здравје, туку леснување на вина. Ние ќе мислиме наместо тебе, ти само плати. А телото и психата не функционираат на таков начин. Јојо ефектот не е слабост на човекот, туку последица на погрешен пристап. Има уште многу да се зборува на оваа тема, но за ова видео ќе завршам вака. Телото не е проект, не е тренд. Не е нешто што мора да се поправа за да биде сакано. Телото е дом и начинот на кој се однесуваме кон него
зборува за тоа како се чувствуваме кон себе. Доколку сметаш дека ова видео е корисно, тогаш те повикувам да направиш subscribe, односно претплати се, за да го поддржиш овој канал. Ти благодарам за гледањето. И не заборавај да го споделиш ова видео со некој пријател, а во коментари очекувам да напишеш од каде и на каков начин стигна ова видео до тебе. До следно!